Во последните 5 дена 25 инспекторски единици беа на терен ловејќи манипулатори со гориво. Државниот пазарен инспекторат вели дека ако бензинските пумпи намерно кријат гориво и не го продаваат, иако имаат резерви со цел да чекаат и да го продадат по повисока цена, се смета за прекршување на Законот за трговија и Законот за нафтени деривати. Од инспекторатот за ТВ21 изјавија дека во последните 5 дена биле инспектирани стотици субјекти и како дел од акциониот план и по поплаки од граѓаните. Според извештаите на инспекторите од терен кај 32 субјекти е утврден недостаток на резерви на горива. Според Законот за заштита на потрошувачи, Законот за трговија и Законот за нафтени деривати, доколку имаат гориво, мора да го продадат по тековната цена. Во спротивно, казните се од 5.000 до 20.000 евра за правно лице компанија и од 500 до 1.500 евра за одговорно лице, а во одредени случаи може да има и привремено одземање на лиценцата или забрана за вршење на оваа дејност. Од друга страна, премиерот Мицковски рече дека во земјава има доволно резерви на горива, додавајќи дека и субјектите за јаглено-водороди се обврзани по закон да им служат на потрошувачите. Тој дури рече дека ги отвориле вратите за граѓаните од суседството да дојдат и да наполнат ефтини горива. То направени се околу 1000 контроли од страна на ДП и Државниот пазарен инспекторат. Констатирани се 30 пропусти, дел од тие се од поголем карактер, дел од тие се помал карактер, согласно закон и согласно прописи ќе се постапи, се разбира, во изречување на глоби кон тие кои што се однесувале нефер, односно нетрговски. Властите велат дека на почетокот на кризата нема да се преземаат мерки за намалување на акцизата или данокот на додадена вредност, бидејќи цената на горивото се намали на светските берзи од вчера од 120 американски долари по тон на 85 по тон нафта на светскиот пазар.